Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добар ден. Ја започнуваме денешната емисија Точно напладне, емисија која се емитува секоја среда во 12 часот. Еве денеска сме повторно заедно. Вообичаено нашата емисија започнуваме со мисла на денот. Па и денеска ќе ја прочитам следнава мисла. Не брзај, животот не е трка. Животните патики има многу. Значи, животни патики има многу, но само една е вистинската. Навистина, не треба да брзаме во животот. Се сеќам кога бев мал и со моите кога одевме на нива, ние како деца бевме четворица, ќе почнеме да работиме она што ние како деца може да го сработиме, но брзо сакаме да си одиме дома. А родителите ни велеа: не брзајте, ние не работиме според часовникот, туку кога ќе зајде сонцето. Тие во текот на денот и ќе седнат, ќе одморат 1-2 часа, подсенка, па пак ќе почнат, така да не брза, знаејќи дека утре повторно треба да дојдат на работа. Но ете, ние како деца, тоа можеби не сме го така длабоко сваќале и разбирале. И затоа, почитувани гледачи, нека ова порака не потсети и нас денеска да не брземе. Животот не е трка, тој треба да се живее со радост. Животот носи и добри и лоши работи. Животни патики има многу, но само една е вистинската. За таа духовна патека Исус рекол: јас сум патот, вистината и животот. Еве, тоа беа тие, може да кажеме, мудри мисли, да не брземе во животот, туку секој ден си носи, вели Библијата, и добро и лошо. Одеме сега да ја поздравиме со една христијанска песна.
Gospodnja još traje, Isus još čeka nas, sada je vrijeme spasenja, danas još nudi nam spas, milost još teče s Golgote, divna je rijeka ta. Еве после ова песна повторно сме во студио, почитувани гледачи. Вообичаено во овој дел од емисијата имаме вести од светот. Денеска немам некои специјални вести, меѓутоа сакам само да ви укажам на се она што се случува на глобално ниво во светот. Сведоци сме на секојдневни промени, информации во Америка, во Европа, посебно војната помеѓу Русија и Украина, помеѓу палестинците и израелците. Меѓутоа има и други војни кои можеби толку не се истакнати во дневните вести, но сепак има десетици племински улични борби што се вода, што би се рекло, меѓу државни и така, племински и така натаму. Како е да е, во Евангелието според Матија во 24 глава Исус јасно не предупредува дека во последно време ќе слушаме гласови за војни. Секако војните не ги прави Господ, но тие се најавени дека човекот ќе дојде на идеја да освојува, да приграбува, да убива и така натаму. Мокните сили или држави произведуваат оружје, тоа оружје не се прави да биде во магацини, туку да се еден ден искористи. Ние кои порано служивме во ЈНА или во Југословенската народна армија, знаеме, магацините беа полни со оружје и се чува 40 години, но ете дојде ден кога се употреби, на жалост, кога се случи распаѓањето на Југославија. И затоа да бидеме будни, вели Библијата, внимателни. Таму во 24 глава во Матија и во 22 глава во Лука Исус вели: ако ќе видите дека тоа се случува помеѓу вас, подигнете ги вашите погледи. Значи да бидеме внимателни и Бог не предупредува да не се опуштаме. Како се ближиме кон завршницата на овој свет, се повеќе ќе се стега, би рекол, обрачот, но не треба да се плашиме. Треба да бидеме само подготвени, знаејќи дека крајот ќе дојде. Нека Господ навистина не чува, да не се уплашиме, да не паничиме, што се вели, туку да будно ги пратиме настаните, зашто Исус ќе дојде според неговото ветување. Кога тоа ќе се случи, ја не знам точно, но според знаците, според најавите, Исус врши подготовка. Кога ќе се наврши времето, тој ќе дојде, како што дошол по првиот пат во посланието до Галатјаните во 4 глава, во 4 стих, кога се наврши времето, Исус дојде по прв пат, кога се роди од Марија како бебе. Значи, според тоа пророштво, Исус дошол. Според другото пророштво, Исус ќе дојде по втор пат. Исус вели да не се плаши вашето срце, гледајќи ги тие настани, туку верувајте во мене. Одам, значи заминувам кај Отецот. Кога секи биде готово, повторно вели ќе дојдам да ве земам и вас, да бидете и вие каде што сум јас. Тоа е надежта која ги грее милиони христијани, кои се подготвени дори живото да го дадат за Христа, за таа надеж. Секако, тоа е блажена надеж, радосна вест за сите нас кои живееме на ова напатена со крв облиена земја, каде што секојдневно страдаат луѓе, жени и деца. Сатаната од една страна ужива во тоа. Во книгата Големата борба, што во минатата емисија ви ја покажав, пишува дека сатаната ужива во војните. Тој ги прави војните преку алчноста на луѓето. И тогаш вели ги собира луѓето кои се неподготвени за Христа, за Бога. И затоа да се молиме да Бог навистина ги прекрати таквите војни. Знаеме дека Бог не води војни, тоа го прават луѓето, но сепак да го молиме Бога да ги сочува тие недолжни жени и деца и да дојде Исус Христос
според ветувањето, според пророштвото кое ќе се наврши времето. Еве, тоа беа во рамките на овие информации, дека живееме во еден навистина вознемирен свет во кој сатаната знае дека има уште малку време и тој ќе направи се од своја страна да луѓето ги заблуди, да луѓето веруваат повеќе во спиритизам, да луѓето веруваат во тој задгробен живот дека после смртта човекот заминува во рај или во пекол, или да веруваат во некои верувања кои се спротивни на Светото писмо, на Библијата. Нека Господ не чува сите нас. Одеме сега со песна. Рано во зори тебе те барам, гладнава душа да ја нахраниш. Чекорот мој води кон тебе, моето срце да те прослави. Рано во зори тебе те барам, гладнава душа да ја нахраниш. Чекорот мој води кон тебе, моето срце да те прослави. Мој Господе, милостив ти си и ти ја слушаш мојата молитва. Прегрни ме со љубовта твоја, со твојата праведност ти облечи ме. Мој Господе, милостив ти си и ти ја слушаш мојата молитва. Прегрни ме со љубовта твоја, со твојата праведност ти облечи ме. Рано во зори тебе те барам, гладнава душа да ја нахраниш. Чекорот мој води кон тебе, моето срце да те прослави. Мој Господе, милостив ти си и ти ја слушаш мојата молитва. Прегрни ме со љубовта твоја, со твојата праведност ти облечи ме. Нека со Господа душава се фали, да слушна
Добри ден. Good afternoon. It's good to be back in your home again. Драго ми е што повторно сум кај вас дома. We are looking at the laws of health. Ние гледаме во законот на здравието. And we're on number 7. И сега сме веќе кај седмиот закон, And that's going to be rest. а тоа е одморот. Now, there's various types of rest that we could talk about. Има различни типови на одмор за кои што можеме да зборуваме. I call them vitamin 1, 2, 3, and 4, Јас ги викам витамин 1, 2 и 3 и 4 and 5. и 5. All right, we got our daily rest, Имаме дневен одмор. okay? And that's what I'm going to spend the most time on. Тоа е каде што ќе посветам поголем дел од времето на ова. Then we got what's called a weekly rest. А имаме и седмичен одмор. Then we have what's called recreation or recreation. Имаме рекреација или повторно создавање. What is that? Што е тоа? If you work at a desk job all day, Ако работите на маса цел ден, at the end of the day, you're going to have what we call hypertonic stress. на крајот од денот ќе имате хипертоничен стрес. You need to go out and exercise. Вие мора да излезете да имате вежба. If you work all day outside, working hard physically, А ако работите надвор физички цел ден, you have hypotonic stress. ви имате хипотоничен стрес. Go home and sit down and relax for a while. И треба да седнете дома и да се релаксирате некое време. Then we have what's called meditation. Имаме и медитирање. That means sometime during the day you just read something that's uplifting, something spiritual. Во текот на денот треба да имате моменти кога нешто духовно ќе ве подигне. Then there's the fifth type of rest. И постои петтиот тип на одмор, But we're not going to spend any time on this one. али на овој нема да поминеме многу време. Most people will spend a lot of time in that rest. Поголем дел од луѓето ќе поминат голем дел во овој одмор. So, vitamin R1, Витамин број 1, our daily rest. нашиот дневен одмор. We work on a schedule. Ние работиме по една шема. We call it a circadian rhythm. Ние го викаме тоа дневен ритам. All right? So let's say we go to bed at 9 o'clock. Ајде да кажеме дека идеме во 9 часот на спиење. Now we're looking at the ideal rhythm. Ние зборуваме сега за еден идеален ритам. If you go to bed at 9 o'clock, Ако одите на спиење во 9, around 2 o'clock, we're going to be at our lowest level of everything. Во 2 часот наутро тоа ќе биде најнискиот ниво од С. Temperature, Температурата, blood pressure, крвниот притисок, you're in deep sleep. вие сте во еден длабок сон. This is where you should be, around 2 o'clock in the morning. Тоа е времето во 2 сатот наутро каде што би требало да бидете. And then around 11 o'clock, И некаде околу 11 часот, you are at your most alert. вие сте најмногу сконцентрирани или освежени. You've had good rest, Сте имале добар одмор, you've had a good breakfast, сте имале добар доручек you're on top of your game. и вие сте сега на врвот од вашиот ден. But what happens if we move 9 o'clock to midnight? А што ќе се случи ако го помериме тоа време од 9 Okay. до полноќ? And many people do this. Поголем дел луѓе тоа го прават. When I do cancer seminars Кога имам семинари за луѓе кои што се заболени од рак, for cancer patients, за пациенти со рак, I always ask, what time do you go to bed? секогаш ги прашувам во кое време одите на спиење. It's always between 11 and 1. Тие секогаш велат дека е тоа период од 23 часот и 1 после полноќ. Not good. Не е добро. So if you move your bedtime late, А ако го померите вашето време за легнување за подоцна, what happens to your low period? што се случува со вашиот низок период? That becomes in the middle of the morning. Тој тогаш се поместува некаде во средината на утрото. You probably haven't had a good breakfast, Сигурно нема да имате добар доручек. so now you got to suck down coffee Сигурно ќе седнете да испиете кафе or sugar drinks или некој напиток со шеќер, to give you fast, cheap energy. за да ви даде брза и ефтина енергија. But now,
when you're supposed to be at the top of your game, кога треба да бидете на врвот од вашите способности, that's now late in the afternoon тоа се случува значи касно во попладневните when часови, you should start relaxing. кога треба да се опуштате. But now you got the energy А вие сега имате таа енергија and you're ready to do stuff. и сте спремни да направите некои работи. So you can't go to bed at 9 o'clock because you're doing stuff. И затоа не можете да отидете во 9 часот затоа што морате да работите нешто. If we're not getting the right amount of sleep, А ако немаме доволно време за спиење, it damages our cardiovascular system. тоа го оштетува нашиот кардиоваскуларен систем. We got too much of that already. Ние веќе тоа го имаме премногу. It also weakens our immune system. А исто така го заслабнува и нашиот имунен систем. Miss 2 hours of sleep, А ако само ви недостасува 2 часа од спиење, cut your immune system in half. го намалува вашиот имун систем на половина. And that's the system that keeps us healthy. А тоа е системот кој што не држи да бидеме здрави. Let's say you're sitting there listening to us right now. Ајде да кажеме, вие сега седите и ме слушате. Everything we're saying is going into short-term memory. Се што ќе ви го кажеме сега оди во кратка меморија. If you get a good night of rest, А ако имате добар одмор, it puts it where you can retrieve it easily. мозокот ги поставува таму од каде што може многу полесно да ги повлече повторно. I compare that with a neat file cabinet. Тоа е како вашиот кабинет кој што го имате во канцеларијата. Your brain is a file cabinet. Нашиот мозок е таков кабинет кој што може да се ставаат фолдерите, Filled with information. кои што се полни со информации. But now let's say you listening to this class, Ајде да кажеме, вие го слушате сега ова предавање you got all this stuff in your short-term memory, и сето ова го имате во вашата меморија за кратко памтење, but tonight you stay up late. али вечерва ќе останете до доцна будни. Where does that information go? Каде ова информација ќе замине? Everywhere. Секаде. Everything you've ever heard, Се што сте чуле, everything you've ever smelled, се што сте помирисале, everything you've ever tasted, се што сте вкусиле everything you've ever heard и се што сте чуле is stored in this marvelous brain that we have. е сложено во овој прекрасен мозок кој што го имаме. And scientists have probed people's brains, А научниците го истражувале мозокот, stimulated certain areas, ги стимулирале одредените подрачја, and the person's awake. личноста е будна, They're in that place again from 50 years ago тие се повторно во своето место пред 50 години, because it's all there. затоа што се тамо. But that doesn't help you if you're taking a test on the information I'm giving you today, Али тоа не помага, значи да го решите тестот кој што ќе ви го дадам денеска. because your brain looks like a messy file cabinet. Затоа што вашиот мозок изгледа како ормарче каде што сите фајлови се распрчкани. Se
Еве не, во програма продолжуваме со нашата емисија, почитувани гледачи, следува кратка теолошка тема. Денеска би зборувал за најдобриот доказ на верата. Значи, би зборувал за верата. Што е тоа вера? Кога зборуваме за верата, не можеме да го прескокнеме Аврам, човек наречен татко на верата. Според библиската хронологија, Аврам бил роден 19 векови пред нашата ера во Ур, град во јужна Месопотамија. Пораснал во семејство кој истовремено му служило и на вистинскиот Бог и на незнабожечките божества. Значи, потекнувало едно семејство кое било мешано. И незнабожството се славело, би рекол, но и имало луѓе кои верувале во живиот Бог. Меѓутоа, лично, Аврам целосно му бил предаден на единствениот, вистинскиот Бог, верен меѓу неверни и послушен меѓу непослушни. Сјајот, би рекол, на Аврамовата вера, почитувани гледачи, долгиот живот посветен на исполнување на Божјата волја, светлат од многу страници на Библијата. Уште додека Аврам живел во својата татковина, значи во своето родно место, Бог нашол во него свој соговорник. Библијата го објавува нивниот разговор во градот Ур. Ајде да читаме во Библијата. Ке читам во Новиот Завет, иако животот на Аврама е запишан, знаеме, во прва книга Мојсеева, меѓутоа еве во Дела на апостолите, 7 глава, 2 и 3 стих пишува: Бог на славата му се јави на нашиот татко Аврам, кога беше во Месопотамија, уште пред да се пресели во Харан, и му рече: излези од твојата земја, од твојот род и од домот на татка ти, па појди во земјата што ќе ти ја покажам. Вистина, Аврам добива еден воренен, би рекол, повик или покана од Бога. Живел во едно богато семејство, живел во еден богат град или во богато место, би рекол. Градот Ур бил прочиена престолнина на сумерските владетели и важен културен и научен и трговски центар. Археолошките искупувања изнеле на виделина многу негови повеќекатни градби, палати, храмови. Гледате во какво место живеел Аврам, во една навистина убава покрајна или место. Аврам бил повикан да ја напушти таа висока цивилизација, да го напушти својот род и своите пријатели. Кога неговата вера била ставена на проба, Аврам решил. Аврам сепак одлучил. Еве Библијата што кажува: со вера Аврам, бидејќи повикан од Бога, послуша да појде до местото што сакаше да го добие во наследство и тргна, не знаејќи каде оди. Евреите 11:8. Замислите, Аврам добива повик од Бога. Авраме, тргни, од тебе ќе направам голем народ. Тргни во непознато. Аврам не можел да провери каде ќе оди. Како денеска, знаете, пробераш на GPS каде ќе те води патот. Сакаш да се селиш, например, во Париз, во Франкфурт или некоја друга држава или град. Одиш тамо на Google, ќе пронајдеш се. Податоци за тој град, колку жители, која работа се бара, какво е населени, така натаму. Значи, сега може се да се пронајде. А тогаш Аврам не можел. Тој тоа го прифатил, како што рековме, со вера. И Библијата вели дека Аврам покажал навистина чврста вера, неограничена послушност кон Бога. Библијата е истакнала неговата вера, но и неговите дела како доказ на таа вера. И вели во Јаков 2 глава 23 стих: му поверува Аврам на Бога, и тоа му се сметаше за праведност, и тој се нарече пријател Божи. За Аврама верата во Бога не била скок во мрак на безумие, туку напротив излез на пат на кој го водел разумот во мрак во светлина. Неговиот посветен ум бил основа на неговата вера. Аврамовата вера била мост што преку понорот го поврзува сватливото со несватливото. Резултатите покажале дека мостот на верата е составен дел на патот на разумот и мудроста. За да може да се оспособи за големото дело на чувар на вистинската вера, Аврам морал да се одвои од средината во која живел. Гледате, Бог го повикува сега
Аврама да излезе од таа средина, зашто не би бил достоен до крај да се одржи во едно такво мешано семејство. Бог има план и подоцна ќе видиме дека Бог ќе го стави на проба да испита верата на Аврама. Неговата вера требало да биде проверена, неговиот карактер пречистен, а самиот тој подсврсто поврзан со небото. Неговите идолопоклонички пријатели биле пречка во развојот на неговата вера и затоа ги напуштил. Знаете, почитувани гледачи, Бог знаел какви пречки ќе има Аврам, ако остане таму меѓу тие незнабожички пријатели. Библијата секојаш верата ја поврзува со делата. Таа не известува дека Аврам својата вера ја докажал со дело. Пошол иако не знаел каде оди. Своето преселување од Ур Аврам не можел да им го објасни ниту на своите најблиски пријатели. Го прашувале зошто Авраме, што се случува, каде ќе одиш? Тој не можел да ми објасни. Ни самиот не знаел во кој град ќе замине. Колку да ми објаснувал, тие не можеле да сватат. Веќе стапил во поодминати години и неговото напуштање на родниот град значило извонредна жртва. Без ниеден знак на сигурност дека Божето ветување ќе се исполни, Аврам го напуштил својот дом, својот род и својата земја. Единствената потпора му била довербата во Божите зборови и во Божјата реч. Неговото излегување значило жива представа за она за која се надеваме и докажување на она што не се гледа, вели Павле во Евреите 11.1. Тоа всушност била приметена вера, онака како што е дефинирана во овој библиски текст. Аврамовата послушност била најдобар доказ за неговата вера. И пишува Павле во Евреите 11.9: со вера се пресели Авраам во ветената земја, како во туѓа, и се настани под шатори со Исака и Јакова, наследниците на истото ветување. За Аврама најубавото место на светот било она каде што сакал Бог да биде. За него верата значела лично пријателство со Бога и неограничена доверба во неговото ветување. Прва населба во ветената земја што ја посетил Аврам кога го напуштил Ур Халдејски бил градот Сихем. Тоа била добра земја, во неја имало многу потоци, извори и езера што извираат во долините и планините. Аврам со своето семејство стапил во земја богата со пшеница, јачмен, лозја, смокви и калинки, во земја каде што има маслиново масло и мед, пишува Мојсија во петата книга Мојсеева 8:7 и 8. Но овој високообразован сумерец не можел да се препушти на радоста, зашто тогаш во таа земја живеа хананејци. Сепак имало домородци, би рекол, жители хананејци. Тој бил како дошљак, дојденец и не можел да се радува. Кога Аврам стигнал на целта од својот пат во ветената земја, затекол еден непознат и идолопоклонички народ. На околните ричиња се гледале високи олтари посветени на лажни богови, додека го подигнувал својот шатор, Аврам не можел да се ослободи од мрачни пречувства. Но токму тогаш, во право време, уште еднаш му се јави Господ на Аврам и му рече: ова земја ќе му ја дадам на твоето потомство. 1 Мојсеева 12.7. Гледате, почитувани гледачи, Бог му го ветува овој дел од светот, денешна Палестина. И замислете, од тогаш па до денеска се уште се води војна помеѓу палестинците и израелците. Зашто Аврам ќе биде татко на евреите, првиот израелец, би рекол. Бог бил со него и тоа за Аврама било доволно. Бил сигурен дека нема да биде препуштен на милост и немилост на незнабожците. Неговата вера се засилила покрај местото на кое подигнал шатор, му направи, вели таму, жртвеник на Бога, кој му се јави. Секаде каде што Аврам подигнувал шатори, веднаш крај него подигнувал и жртвеник, што служил како олтар или како споменик. Аврам одел понатаму, а жртвениците останувале како доказ на неговата вера и послушноста на Божјата заповед. Дури кога земјата била погодена со суша, кога пресушиле потоците во долините и кога се исушила тревата на ливадите, Аврам не се посомневал во Божјото водство, ниту го враќал својот поглед кон старата татковина. Неговата доверба во Бога не се поколебала.
бил сигурен дека е негов пријател. Гледате, почитувани гледачи, тука да застанам малку да појаснам. Значи, Бог сега го носи во ветената земја и вели, од тебе ќе направам голем народ. Аврам е веќе стар, нема деца, нема пород, но му ветел дека ќе има дете. Аврам, знаеме, побрзал и преку Агара добил дете Исмаил, меѓутоа тоа не било дете на ветувањето. Требало Сара да роди и доаѓа момент кога Сара раѓа, скоро на 100 години. Името му е Исак. Исак, знаеме, ќе има подоцна 2 сина, Исав и Јаков. Но Јаков ќе биде таа позитивната лоза. Знаеме дека ќе дојде ден кога Јаков ќе има деца 12, ќе го неговиот син Јосиф ќе го продадат неговите браќа токму на исмаелци, токму на луѓе од Египет и ќе го однесат таму. А Аврам, Јаков, Исав и сета таа група на наследници, да кажеме, од Аврама живеат во Палестина. Но знаеме дека се случил глад. Само да подсетувам на таа библиска историја. И знаеме, Аврам умира, Јаков има 12 деца, детето му е сега во затвор, односно продадено, иако тој не знал за тоа, мислел дека е убиен од страна на животно, зашто така децата му рекле на Јакова, лута зверка го растргна Јосифа. Знаеме дека Јосиф ќе дојде како втор човек во Египет, кога бил гладот 7 години во таа територија. Јаков ќе ги прати своите деца да отидат во Египет да купат жито за да се прехранат. И знаеме, одат еднаш, па 2 пати. И потоа, по третиот пат, Јосиф им се открива дека е тој нивниот брат, а тие не можеле повеќе да го препознат, но тој ги препознал и по говорот и така натаму. И после Јаков, Јосиф вели, нека дојде целото семејство. И 70 души се селат од Израел, значи од тој дел кај што живееле, одат во Египет за да преживеат и таму стануват робови. Само ви ја накратко раскажувам историјата. И сега, поминало 400 години, знаеме, доаѓа на сцена Мојсија и Бог вели, ти Мојсија ќе го поведеш народот повторно да се врати назад во својата татковина, во својата земја, таму кај што Аврам бил. Меѓутоа се населиле палестинци во Израел. И сега кога дошле после 400 години повторно израелците назад, тие вели, не, вашето место не е овде. И Бог вели, уништите ги сите. И знаеме дека биле уништени, но една група на луѓе, палестинци, односно филистејци, останале по планините горе и постојано ги напаѓали израелците долу. И затоа Самсон ќе се бори против нив. Ја знаете историјата запишена во книгата до Судиите. Само ве враќам на тој историски дел. И затоа денеска постои се уште тој судир помеѓу израелците и палестинците. Значи, денеска постои тој судир, на жалост, се повторува библиската историја. Да се вратиме сега при крајот на ова тема, што ја спомнав за Аврама. Значи, кога немало дожд, кога вели овде, долините пресушиле потоците, тревата била сува, Аврам не се посомневал во Божито водство, ниту го враќал својот поглед назад. Аврам не знал да ги објасни патиштата на провидението, иако не го видел исполнувањето на сите своји надежи, сепак цврсто се држал за Божето ветување, сметајки го толку сигурно и како веќе да се исполнило, зашто го сметаше верен оној кој го беше ветил. За Аврамовите дела, како најдобри докази на верата, Исус му рекол на евреите: ако бевте чеда Аврамови, вие ќе ги вршевте делата Аврамови. Укажувајќи на Аврама, и апостол Јаков пишува: гледате ли дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера? Јаков 2:24. И затоа, почитувани пријатели, зар не би било прекрасно кога и нашето име би стоело покрај Аврамовото име и кога и ние би се нарекле Божи пријатели? Аврам е татко на верата. Навистина во Евреите во 11 глава се напишани другите херои на верата. Тамо и Павле, тамо и Самсон, тамо се и други великани кои оставиле длабок белег во библиската историја. Како е да е, верата е потребна и нам денеска. Вера е гледање во непознато, со очите на верата. Не е вера сега јас да го допрем овој микрофон кога го гледам, но некој да ми зборува таму дека има подобри микрофони, дека има такви и онакви, јас треба со очите на верата тоа да го прифатам и да поверувам. И затоа вера е, вели, тврдо чекање на она што не го гледаме,
а се надеваме дека ќе се оствари. Нека Господ ја зајакне нашата вера во Него и да не се колебаме, да не ја губиме верата. Зашто Исус рекол, кој ќе дојдам на земјава, дали ќе најдам вера кај луѓето? Бог знае дека таа вера ќе ослабне кај многу луѓе. Кај оние луѓе кои се подпират само на докази, да допрат нешто. Не, верата е гледање во непознато со очите на вера. Нека Господ ја зголеми и нашата вера. Продолжуваме со песна. Dok sunce peče iznad žala, vreli kamen bijel od vala, mali čamac pristaje uz obalu. U njemu ribara krupna stasa, težak koji iz sve glasa oplakuje riblju žetvu propalu. Čelo skužvano od bora, grizu zrnca soli mora, ali gladna usta koja kući čekaju. Drhtave ruke grudi tuku, kako doći praznih ruku, kako odoljeti tihom dječjem jecaju. Zamisli se ljuto tada nad životom tim, životom koji nema hlada, da ga zakloni. Zakloni od takvog grada što mu dušu zarobi, zarobi u život muke, život uzdaj se u svoje ruke. Dok mu briga srce mori, jedan glas mu progovori, isplovi hitro jer još jedan ponovi sve. U čudu stojeći na pramcu, ribar vjerova neznancu, diže sidro i pljune tad u dlanove. Nedugo zatim stare mreže u vodi postaju sve teže, mjesto da bježe ribe dođoše na dlan. Dok je ribar sidrio svoj čamac, ajde za mnom reče stranac, budi kamen i ispuni svoj san. Zamisli se ljuto tada nad životom tim, životom koji nema hlada, da ga zakloni. Zakloni od takvog grada što mu dušu zarobi, zarobi u život muke, život uzdaj se u svoje ruke. Sjećanja i uspomene naviru taj dan, dok je visio na križu ribar prikovan, prikovan zbog tihog stranca koji sada je dobro znan, kome su u strašne muke klinom prikovali ruke. Еве неповторно во програма, почитувани гледачи, вие следите дневната емисија Точно напладне, емисија која се емитува во среда, точно во 12 часот на радио Глас на надежта. Денес имаме едно прашање кое гласи како да ја препознаеме вистинската религија. Знаме дека денеска, почитувани гледачи, дека има многу верски организации, значи многу правци, луѓето се збунети, но да видиме
од библиска перспектива како да ја препознаеме вистинската религија. Во врска со разликата помеѓу припадниците на вистинската религија и припадниците на останатите религии, еве што вели Библијата. Читам во Матеј 7:16. По нивните плодови ќе ги препознаете. Зарем се бере грозје од трње или смокви од чичка? Како што лозницата и трнот се разликуваат по нивниот плод, така и вистинската религија се разликува од лажната по своите плодови, односно последниве карактеристики. Еве сега јас ќе набројам неколку карактеристики. Вистинската религија се држи за вистинската Божја реч или за вистината од Божјата реч, од Библијата. Вистинската религија не се темели на човечки учења. Во ова вистина спаѓаат учењето за душата и надежта за вечен живот во рај на земјата, овде кој ќе биде Божјиот народ поминати по 1000 години горе на небото. Значи, по 1000 години на небото, овде ќе почне тој вечен живот на таа обновена земја. Вистинската религија не се плаши да ги разоткрие лажните верски учења. Вистинската религија им помага на луѓето да го запознаат Бога, а меѓу другото, значи да веруваат во неговите принципи, во 10 заповеди. Вистинската религија не учи дека Исус Христос е оној преку кого Бог ќе не спаси и преку кого Бог создал се. Низините припадници кои припаѓаат во вистинската религија ги држат заповедите на Исус и се трудат да го следат неговиот пример. Пишува апостол Јован во 13 глава во 15 стих. Вистинската религија учи дека единствената надеж за човештвото е Божјото царство. Затоа што сите царства се минливи. Историјата запишала познати 4 светски царства. Иако пред Вавилонското имало, знаеме, и Асирско царство, Сумерско царство и така натаму, Египетско царство, но тие се 4 попознати, би рекол, кои допираат еве до наше време, како што се Вавилонското царство, Медоперсиското, Грчко, Македонското царство и потоа Римското царство. И знаеме според Библијата, Петото светско царство треба да го воспостави самиот Бог кој ќе дојде на ова земја. Вистинската религија потикнува на несебична љубов. Таа ги поучува луѓето да ги почитуваат сите етнички групи и меѓу низините припадници има луѓе кои од сите раси, култури, јазици или потекла. Од љубов тие не учествуваат во војни. Значи, вистинските христијани се воздржуваат од војни. Зошто да одземам тук живот кога го немам тоа право? Само Бог е господар на нашите животи. Вистинската религија воопшто не би требало се меша, значи, во политиката. Затоа што во политиката има разни луѓе од разни националности, верска припадност и тогаш тоа е борба меѓу себе. Значи, треба да ги сакаме сите меѓу себе, да се сакаме. Вистинската религија е начин на живот, а не само формалност или следење обичаи. Значи, вистинските христијани не служат на обичаите, како што вели апостол Павле, измислени вешто обичаи, туку служат, практикуваат христијанство, библиска наука. Низините припадници се држат за високите библиски мерила во секој аспект од животот. Сепак, тие не се крути како христијани, туку со радост му служат на Бога и помагаат на оние кои немаат. Вистинските христијани ќе бидат помало бројни во однос на другите религии или оние кои припаѓаат во други христијански заедници. Вистинските луѓе или вистинските христијани може да бидат презирани, исмејувани, прогонувани затоа што ја творат и ја држат волјата Господова. Вистинската религија не се одредува само по тоа дали ни се допаѓа или не. Вистинската религија или вистинските христијани го следат тесниот пат. Исус вели, јас сум патот и вистината. Кој оди по широкиот пат, оди во смрт. Широкиот пат води во пропаст, а тесниот во вечен живот.
Кого ние ќе да береме, која религија, почитувани, зависи секако од нас. Да го следиме Исуса Христа, да не следиме човек. Човечките обичаи се променливи. Денеска сме, а утре не сме. Ако го следиме Христа, Словото Господово, нема тогаш да погрешиме. Значи, денеска зборуваме која е вистинската религија, оние кои на вистина се препознаваат и по надворешноста, во смисол по зборовите, по речникот, по однесувањето, не само значи по таа духовност, туку што велиме и по надворешноста ќе го препознаеме оној христијанин кој му припаѓа вистински на Христа. Тоа беше одговорот на прашањето како да ја препознаеме вистинската религија. Одиме сега повторно со песна. Има начин Бог како да ме поведе, тој делува суверено, начин тој ќе пронајде, водач ќе е мој, и во добро и во зло, со мене постојано, има начин тој. Начин Бог како да ме поведе, тој делува суверено, начин тој ќе пронајде, водач ќе е мој, и во добро и во зло, со мене постојано, има начин тој. Пустина да пројдам, ни жеде не ќе бидам повеќе. Секој што верува, попада нешто бива, живот што не ќе има начин Бог како да ме поведе, тој делува суверено, начин тој ќе пронајде, водач ќе е мој, и во добро и во зло, со мене постојано, има начин тој. Страх и преку пустина да пројдам, ни жеде не ќе бидам повеќе. Секој што верува, допада нешто бива, живот што не ќе има начин Бог како да ме поведе, тој делува суверено, начин тој ќе пронајде, водач ќе е мој, и во добро и во зло, со мене постојано, има начин тој.
Почитувани гледачи, еве полека се ближиме кон крајот на нашата денешна програма, точно напладна емисија која се емитува во среда во 12 часот. Денеска би сакал да ви покажам една од поновите книги. Тоа е книгата Размислувај за големи нешта. Навистина напишана од Бен Карсон, американец, доктор, кој претходно ја напишал и друга книга, Надарени раце, но и ова книга е многу интересна, јас сум ја прочитал, така да ви ја покажуваме. Има символична цена, ако се јавите на издавачката куќа Знаци на времето, .mk во Скопје, таму се поставени многу книги, па и ова, но еве ви ја препорачуваме, значи од Бен Карсон и Сесил Марфи. Така да, цената сега не можем да ви ја кажам, меѓутоа ако се порача преко нас, ќе ја добиете со попуст. Значи многу на пола, 50% поевтино ќе ја добиете ова книга ако ја нарачате преко нашата редакција. Исто така ви ја нудиме и дописната библиска школа, бесплатна дописна библиска школа, Библијата зборува. Тоа е значи електронска дописна школа, може само да напишете на вашите компјутери и веднаш ќе влезете на таа веб страница кај што ќе се запознаете со 8 подрачја на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, еве дојдовме до самиот крај на ова наша денешна програма, односно емисија. Веќе навлеговме во 6-тиот месец на ова година. Веќе навлеговме и во самото лето. Нашата сезона на работа во рамките на Гласот на надежта и Радио Глас на надежта еве денеска завршува. Ќе ставиме 3 точки на ова наша денешна емисија, бидејќи пред нас е летниот период, јуни, односно јули, август, така да ќе ви посакам убаво лето, благословено лето, кај што ќе заминете, Господ нека ве чува. Ние исто така да се одмориме, а ви закажувам, ако Бог даде живот и здравје, нова средба таму на есен. Ќе бидат објавени, ќе биде објавен моментот кога повторно ќе се вклучиме со нашите емисии, со нашата програма, затоа посетите ги нашите страници Гласот на надежта ТВ и Радио Глас на надежта, каде што може да ги прислушувате нашите програми, односно нашите емисии кои досега сме ги удржале. Значи денеска завршуваме оваа сезона, на есен почнуваме нова сезона со нова емисија, со нова тематика, што ќе биде, како ќе биде, ќе ви известиме преку социјалните мрежи. Ви благодарам на сите вас, а и на Бога што ни даде здраве да можевме овие емисии да ги досега одржиме. Уште еднаш убаво лето, Господ нека биде со сите нас. Пријатно. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на Радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме.